Стојанче вршил контрола врз Ивана, бил љубоморен, вршил психичко и физичко насилство. Светочеше денеска мајката на Ивана во судот. Со погребни зборови покрај Ивана понекогаш ја нарекувал и малата Катја, неговата сестра и мајка, како и мајката на Ивана. Стојанче бил пријавуван во полиција од неговата мајка за малтретирањето кон Ивана. Еден период, Ивана не ја признавала на мајка си дека му дринките и црвенилото околу вратот и се од Стојанче. Велела дека имал тешко детство. Додека Ивана била хоспитализирана, ден пред да ја бутне по скали во болницата, тој ја оставил Катја сама дома, ја заклучил и отишол на вежбање. Катја ми велеше мама ќе клекна доле, а тато ја шутира и удира. Потоа кога беа на свадба во Штип, на враќање околу 1 час од пополноќ, Ивана го сгрешила патот. Стојанче ги избркал Ивана и Катја од колата. Ја удирал и шутирал Ивана. Катја ми кажа дека татко и неа ја удирал. Двете ги оставил на автопат и се заминал. Ивана се јавила кај мајката и таткото на Стојанче, побарала да ги земат, но тие рекле дека не можат. Потоа го повикала Мартин Саздов, а тој дошол и ги земал. Додека беше хоспитализирана во болница поради ударите кои ги добивала претходно од Стојанче, тој еден ден дошол во болницата. Се расправале, сакал да го земе телефонот за да провери со кого комуницирала додека била во болница. Ја турнал по скалите во болницата пред очите на Катја. Потоа полицијата кога го барала, не бил достапен еден период. Ивана беше уплашена за Катја, бидејќи таа била со него. Обвинетиот Стојанче Јовановски не призна вина за кривичното дело наведување на самоубиство. Вината е префрла кај неговиот другар Мартин Саздов, за кој вели дека наводно бил во љубовна врска со Ивана и тој на критичниот ден рекол Ивана сама да се каче во зградата. За делата телесна повреда, загрозување на сигурноста, откако призна вина, тврдеше дека бил натеран од Саздов ова да го каже. Судот ова не го прифати. Се чувствувам виновен и ги признавам кривичните дела, телесна повреда и кривичното дело, загрозување на сигурноста. Не се чувствувам виновен за кривичното дело, наведување на самоубиство. За целата ситуација, виновен е Мартин Саздов. За сите 3 кривични дела кои ми се ставаат на товар, тој ме наведуваше да ги сторам. Тој ме натера да ги оставам сами горе, кога се качија. Обвинителката Адела Бојчевик изјави дека лицето Мартин Саздов ќе биде повикан како сведок. Се надоврза на сведочењето на мајката на Ивана и кажа дека нема сомнеш за односот на Мартин кон жртвите, дека тој им бил само од помош. Денешната одбрана ја смета како манипулација во насок обвинетиот да избегне кривична одговорност. Вели обвинителството има докази. Товарот на докажување е мој. Јас до крај сметам дека навистина имам голем број на докази кои што ќе бидат изведени во оваа постапка и со сигурност ќе докажам надвор од разумно сомневање дека Стојанче ги сторил кривичните дела точно на начинот како што е опишано во диспозитивот на обвинителниот предлог. Адвокатката на оштетените Неда Чаловска-Димовска очекува обвинението во целост да биде прифатено. Посочи дека во меѓународен аспект самоубиство поради семејно насилство се смета за фемицид. За третото кривично дело, кое што наведување и помагање на самоубиство, само сакам да кажам дека иако во нашиот правосуден систем и по информација од обвинителството за прв пат се води, сакам да кажам дека во другите држави не е толку чудно да жртви на континуирано семено насилство, кои што се самоубиле, сторителите, односно нивните интимни партнери или нивните сопрузи бидат гонати и осудени конкретно за овие кривични дела. Судскиот процес го води судијата Ивица Стефановски. Следното рочиште е закажано за задотре.